За прв пат грчки дипломат во Македонија предаде акредитиви на шеф на државата со што и официјално Атина доби свој амбасадор во Скопје. Со потпишувањето и ратификувањето на Преспанскиот договор се овозможи двете земји наместо шефови на канцеларии за врски да бидат представувани на ниво на амбасадори. Димитрис Јанакис не е нов дипломат во Северна Македонија, ја представува Грција од 2016-та. Имајќи во предвид дека настапи нова ера, соработката и синергијата меѓу нашите две држави сега можат и мораат да бидат дополнително засилени во сите области. Можностите се големи зашто нашите граѓани делат една граница и заеднички интерес за безбедноста на регионот. И председателот Пендаровски очекува зајакнување на соработката имајќи во предвид дека Македонија е на прагот на членство во НАТО и старт на преговори со Унијата. Договорот од Преспа создава големи можности за постојано и значително унапредување на соработката на сите полини и изградба на партнерски однос, како што го имаат две соседни земји, што споделуваат евроатлантски вредности. Би сакали во оваа пригода да изразат верување и желба за продолжување на натамошниот тек на конструктивниот диалог по сите билатерални прашања од заеден интерес, како и за продолжување на взаимната поддршка и соработка во рамки на меѓународните организации. Новата влада во Атина, додека беше во опозиција, имаше негативен став кон договорот од Преспа, но по преземањето на власта Нова демократија го продолжи курсот утврден од претходниците. Страшните сценарија што новата влада на Нова демократија ги најавуваше во предизборието и ветуваше ревизија на договорот, сега омекнаа, особено за клучните работи како врската на Грција да не блокира во евроинтеграциите. Експертите сметаат дека прашањето дали Македонија во октомври ќе добие датум за старт на преговори е многу важно за натамошната имплементација на договорот од Преспа. Стравувањата се дека секоја одлука која нема да биде јасна во однос на почеток на преговори може да го торпедира договорот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.